И повторно. И овој четврток. Време е за игра и забава. Време е за квиз и шоу воедно. Дами и господа, вашата енигма и Лила Филиповска. Добро вечер, драги мои. Благодарам. Стандардно никаде 10 на 15 на минути после 22 часот, нели секој четврток заедно со вас е повторно квизот енигма. Знам дека можеби некогаш ви се случува да се прашувате што да правите со себе, нели? Можеби ви е досадно и немате идеја што со себе. Ви препорачуваме да гледате телевизија, да читате некоја книга, но доколку тоа ви се случува некаде околу 22 часот во четвртот, тогаш ние ви препорачуваме да се вклучите на фреквенцијата на телевизија Сител и да го гледате квизот енигма, затоа што оваа вечер, драги мои, уште едно елиминационо издание и се разбира нови натпреварувачи и се разбира нивна публика која што аплодираше на самиот почеток и мислам дека она како што аплодираа до сега, ќе аплодираат и кога ќе ги викнеме екипа А, нели? Значи екипа А, да видиме кој ни доаѓа. Може. Браво. Pero, таму. И Штерио. Повелете? Ова публикава ваша или на екипа Б? Заедничка е, пола. Добро, како и да е, убаво. Штерио и Pero прв пат во квизот енигма, значи јас кога ве видов исто реков не се сеќавам на вас. Ќе ме поправите ако грешам, меѓутоа не сте биле. Квизот енигма. Прв пат, се надевам, не и последен. Се надевам и не. Така. Ќе ни каже за вашите професии? Јас работам во Македонија пат, диспечер во информативен центар. Има ли работа Македонија пат сега со времето? Зимска служба, Да, се надевам дека не сте она изненадени среде јануари дека има снег. И други. Значи, каде има снег? Каде имате сега најмногу работа? Освен по планинските превои таму. Па моментално како што е време во низ република, работа секаде има. Секаде реагираат наши екипи кога што има потреба, нема проблем. Снег каде има? Само на кај... Само на планински стража Мавро, Пупоршак. Така, значи ова поградчињава градовиве слабо. Скоро и да нема никаде, нели? Веќе пролет почнува. Точно, пролета почна кај нас од декември, некако чудно. Pero? Јас доаѓам од Скопје, работам во Министерството за одбрана. Инаку сме школски другари. Така? Да не го спомнав. Да, е баш интересно. Да, една стара дружба. И сега решивте да се споите на овој начин, да. Значи како партнери во квизот енигма. Да ги провериме знаења. Да, што ви останало од како сте учеле заедно? Сте учеле заедно во средно или во основно? Во средно. Во средно, си седевте заедно, се дружевте или едноставно? Сме седеле, сме се дружеле, сме излегувале се. Значи горе-доле си се знаете, се познавате, добро, значи доволно е за почеток во квизот енигма после подолго време. Pero и Штерио екипа, ви посакувам многу среќа. Да видиме кој ни доаѓа како екипа Б. Значи, очекувам екипа Б. Браво за Ацо. Повели. И за Момчило. Повелете. Сега Ацо веќе бил, го познавам, меѓутоа Ацо го донесе Момчило. Но пред да се префрлиме на Момчило, Ацо да ни каже, тоест да ги потсети нашите гледачи. Јас сум работел во Македонски железници. Така. Во Велес. И користам оваа прилика да ги поздравам сите колеги. Така. И Велешани. И Велешани посебно. Тие сте наши редовни гледачи, тоа го знам. Сигурно ги поздравувам јас. Има ли работа? Вете, така ми тргна да ме прашувам дали имате работа. Слабо некако, кај нас моментално сега е... Да не штрекувате пак? Не. Сега не. Сега не. Понатака ќе видим. Здравје. Дај може да не, се да биде во ред, нормално, на крај памет. Личниот доход. Ете така. И во ред ли е сега, се регулирали тоа? Не е баш. Бре, Ацо. Аман. Здравје. Ајде, се надеваме дека ќе биде подобро во оваа 2003 година. Момчило? Да. Прв пат. Прв пат, да. Ја тука убедуваш ли многу Ацо да... Немаше потреба да ме убедува, со Ацо се знаеме, колеги сме, исто така јас сум работен во Македонски железници, само во друга подружница. Така? Исто така јас се користам оваа прилика да ги поздравам сите колеги Така. и сите оние што не гледаат и што навијаат за нас. Така. Се знаеме, работиме доста години вака заедно. Не сме во непосреден контакт, меѓутоа контактираме вака, да. Се знаеме, се познаваме. Так, ти си Ми се јави, јас сум од Скопје, живеам во Скопје. Ми се јави, ме замоли да му бидам партнер во оваа игра. Прифатив. Така. А што ќе биде, ќе видиме. Ќе видиме. Здравје за тоа. Ато спомена дека вечерва, знам дека утре е еден убав празник. Спомена дека вечерва е Свети Андони. Андони. А утре Свети Атанас. Свети Атанас, како велат за Свети Атанас, или
ќе биде мраз или ќе го фрлиш кој живот на раз. Значи утре е она да ќе знаеме дали ќе биде зима или ќе се запролити. Значи во секој случај им го честитаме Свети Андони на оние кои што слават вечер. А оваа прилика јас ќе ја искористам да им го честитам и Свети Атанас, бидејќи нели вечерва се дружиме не и утре. Свети Атанас сите оние кои што го слават и особено родното село на татко ми, селото Виниче, поздрав до нив и се надевам дека убаво ќе се забавуваат, ако имам време ќе отидам јас. Така, значи Свети Атанас е еден убав празник. А она што сега ќе кажам уште само на момчиле на Ацо, исто така и вам многу среќа, бидејќи имате натпреварувачи кои што ќе бидат против вас, Перо и Штерио, не се проверени, не знам ништо, но ќе видиме вечерва. Одиме со оној форшпан кој што следува со нашите ценети пријатели, нашите ценети спонзори и се враќаме со првата игра. Копинг, производство на интериери, канцелариски мебел, кујни, детски соби. Многу е актуелна рекламата веќе со години која што вели со стариот пријател до нови пријателства. Од вечерва па натаму тој стар пријател ќе се запознава со вас, со сите оние кои што ќе бидат со квизот Енигма, до самиот крај на нашиот квиз, нашиот циклус, а тоа е најдоброто кафе, кафето Паскалин. Драги мои, што следува после ова? Супер ќе ни дојде, мене ми е многу жал што публиката нема да може да го пие кафето сега во моментот, но после тоа ви ветувам дека ќе го пробате. А сигурна сум дека веќе сте го пробале, а Перо и Штери и останатите надпреварувачи исто ќе немаат таа можност бидејќи се плашиме додека нели онака гестикулирате и се нервирате да не се случи нешто непредвидено. Значи Паскалин, голем поздрав, како? Да не падне филџанот. Ете така, да не се случи нешто реков непредвидено, да не ве караат жените после дома кога ќе се приберете целите сфлекани. Значи кафето Паскалин ќе биде оваа вечер заедно со нас, за него нешто подоцна малку повеќе, иако знам дека многу знаете. Она што сакам да го кажем и да го представам е нашето жири. Добро вечер, жири комисија, наша драга најмила, кој што се надам дека оваа вечер нема да има многу работа. Одиме со уредникот Петар Неумовски и неговите соработници Зоки Јорданов и Гордан Миланов. Ви благодарам. И исто така да потсетам дека 050 040 581 работи за нашите гледачи кои се наоѓаат крај малите екрани, кои што ете можеби оваа вечер го слават Свети Андони или се подготвуваат за Свети Атанас за утре вечер, меѓутоа сигурно имаат едно 90 на минути време така да седнат, да одморат, се напијат кафе Паскалин и да го гледаат квизот Енигма. Сите оние кои што можеби ќе сакаат да добијат некои од нашите вредни награди, ќе се јават 050 040 581 и ќе ни кажат која е нашата вечерашна специјална гостинка. Станува збор за една дама која што нема да заборам да кажам дека е русокоса, веќе со години и вели дека и покрај сите трендови промени, таа нема да ја смени својата, значи плава боја на коса, ете така да се изразам. Дамата која што како да е предодредена за награди на Еврофест, досега доби 3 награди. Ќе потсам дека последната е за Буре Барути и предпоследната е за Луда главо балканска. Меѓу другото, покрај тоа што е пејачка, добро знаете дека ги сака, односно ги обожава животните, има зоотропико со многу интересни екзотични животни. Мислам дека е доволно за дамата која што ќе биде наша вечерашна гостинка. И сега директно од Медитеранот нашите простори на љубавата туна Рио Маре маслиново масло од ЦТ компани. Перо и Штерио, ако погодите 20 поени, Рио Маре е ваша. Повелете. Играта на ликови. Портпарол беше на ВМРО. Милошовски, Антонио. Така е, Антонио Милошовски. Понатаму. Англиски глумец, постара генерација, со научари. Роберт Мичел. Е, Понатаму. познавме. Алексис од династија. Алексис од династија. Виното вистинско име. Така, добро, Перо? понатака. Одиме понатаму, може ќе се сетиш подоцна. Американска глумица, мислам. Ајде, некој филм? Татко е исто глумец. Не, понатака. Понатаму. Кој е ова? Наш пејач, исто од Крушева као Тоше Проевски. Маријан Стојановски. Така е, Маријан Стојановски ви ги носи новите поени. Фудбалер на Црвена звезда, поранеше, мислам сега дека е во странство, специфично презиме има. Маркело. Не, понатака. Понатаму. Сега е актуелен. Многу, но зошто? Понатаму.
Десетиот кој? Прашина. Кој е Режисеров? режисерот? Да. Милчо Манчевски. Милчо Манчевски, така е. Мислам, не сум сигурен ова на тренер кошаркарски на Хрватска репрезентација на Цигона порано, Новосел. Така е, Новосел, одлично, Мирко Мирко Новосел, Новосел, браво. на НАТО генерален секретар. Понатак. Актуелен беше Бајаги. Кој е ова? Добро, ајде. Шалот многу кажува. Чиро Блажевич, да. Не, Ајде. не знам. Понатаму. Не го препознавме за жал, 14-тиот. Пометал, главен спонзор. Пометал. Јовче Петров. Трифун Костовски. Трифон Костовски ви ги носи двата поена за 10. Бело дугме пејачот. Пејачот. Да, на бело дугме. Оф, Желјко Бебек. Желјко Бебек, одлично, се Добро. враќаме сега таму каде што Ајде. погрешивме. Шансонер хрватски. На Габи Новак Маши. Арсен Дедич. Арсен Дедич, одлично, 14. Овој глумецов што кажав англискиот со наочари. Не, понатак, понатак. Понатаму. НАТО. Не го знам овој. Тоа беше францускиот председател Ова, Жак Алексис. Ширак. Заврши Династија. времето. Добро. Заврши времето, значи тоа беше Жак Джоан Ширак. Колинс. Ова е Алексис од династија или Да. Джоан Колинс, Да, pero не се да. сети. Джейми Ли Кертис или Джейми Ли ќерката на Тони Кертис. Кертис, нели? Да. Рибата наречена Ванда. Кешман да речеме го запаметив по тоа што го isfрлија, доби црвен картон во втората минута кога влезе првиот негов настап за селекцијата на Југославија. Лутар Матеус е сега нели На Партизан. тренер на Партизан, да, по тоа е реков актуелен. Ова е Џорџ Да, Робертсон. после, да. Симон Трпчевски реков шалот многу кажува бидејќи има нели као клавир И Майкл Кейн. и Майкл Кейн. Майкл Кейн, да. Според мене можеби најдобриот англиски. Може требаше тест. Жак Ширак го кажавме, актер, но добро, мислам дека беа 14, одличен број на поени, нема награда, но одличен број на поени. За почеток е добро, нели? Стерио и Перо ќе вас ставиме малку да здивнете. Едно, 5 минути, колку прилика ќе трае нели втората игра, поточно 2 минути, колку што ќе трае играта на ликови, што ќе играат момчило и неговиот колега. Одиме со втората игра на ликови. И за вас, драги мои, важи она истото дека ако своите 20 поени ќе ја добиете најдобрата туна, која што доаѓа директно од Медитеран на нашите простори. Рио Маре е единствен Виторс, вистински заштитен знак на СТ компани и сигурна сум дека добро знаете што тие ви нудат, а момчело и јацо ќе може да се уверат веднаш после квизот ако освојат 20 поени. Ликовите ги бара. Хрватски глумец, пишаните, Драган Николиć, Воја Брајовиć, Одлично, Воја Брајовиќ, англиски пејач, Стинг, не, понатаму, Принц, не, амерички глумец со ножиците, филмот со ножиците, Натаму, понатаму, продолжуваме. понатаму. Хрватски председател починат, Фрањо Туѓман, Така е, Фрањо Туџман, амерички глумец Дарај Лама, будизам, Ричард Гир, така е, Ричард Гир, одлично, нашиот министер за економија, Филиповски, така е, Илија Филиповски, понатаму, кој е ова? француски фудбалер, звезда, Ањелка Тигана, не, постара, Платини, Токму тој, Мишел Платини, шпански фудбалер, седмица носи, Раул, браво, Раул, уште 2 поени, половината од Кукулеле, Роберт Панки, добро, кој е Роберт? Роберт Саздов, Роберт Саздов, се прифаќа, на НАТО бившиот, ексот на НАТО, бившиот дечко на НАТО, пред Роберсон, Хавир Солана, Хавиер Солана, така е, кој е ова? филмот Оној што лета, Кристофер Рив, Супермен, Така е, Супермен, нашата пејачка, малце попуничка така, Елена Георгиева, не, забавни мелодии, Олгица Христовска, не, рок, најактуелна, Биба Додева, Бива Додева е, така, ќе ми се најдете.
Француски, 20 Звезда. поени, браво. Звезда француска, најдобар, потеклото му е од друго место. Најдобар фудбалер. Потеклото му е од Алжир. Зинедин Зидан. Зинедин Зидан, одлично, 22. Америчкиот пејач. Понатаму, Од име на америчкиот глумец, тој со ножици. Не можам да се сетам. добро, следниот лик. Понатаму. Не го знам јас. Понатаму. Ова. Понатаму. Не текнува. Одлични бевте. 22 поени. Браво. Јас сум сигурна дека можевте и многу повеќе. Момчела како за прв пат не беше лошо, нели? Се повини. Мислам дека Џони Дип Џони Деп. или Деп, како Не сакаш. знам како друго. А, Ножиците ми паднаа. Готово знам. Најбрзо ми Но падна. сега веќе се сети Чоколадо, да кажем, и таму глумеше, одличен актер и многу згоден. Да видиме, значи Горијан, Џони Дип, да се вратиме, Фил Колинс. Не може, не Колинс. ми текнуваше. Женете се. Значи го кажавме, Програма. ова е Сакате да Рио време? Фердинанд. Ова е Плацидо Доминго, не го препознал, опетскиот пејач Плацидо Доминго и толку, браво, рековме 22 поени и се оствари она што кажав, дека после квизот ќе можете да се уверите во производите на сета компани. Ви благодарам, одлично беше Ацо и Момчило како за прва игра, играта на ликови. Не заборавајте дека 050-045-81, од сега подочно од почетокот на емисијата па до самиот крај ќе работи за вас, ќе може да добиете една од овие награди, 2 пакети Вива сокови, 2 пакети од богатиот асортиман на Лактис, потоа од Медија Шоп ќе добиете пегла и што беше пегла и тостер овој пат. Ќе добиете 2 килограми кафе Паскалин и секако плежерна награда која што следува стандардно, значи за она русокоса пејачка која што ги сака животните, која што е предодредена за награди на Еврофест, така натаму и така натаму. Одлично одиграна игра на ликови со краток блок на реклами, се враќаме веднаш со втората игра. Знаете, квизот Енигма со право поточно може да се каже дека представува вистински раставник на нови пријателства. Дали сум во право? Дали сум право жири, бидејќи вие исто така се знаете токму преку квизот Енигма, така ли е? Да. Гордан и со Петар и со многу други со кои што се уште се дружите и секако се слушате и така натаму и така натаму. Значи, токму затоа ќе кажам не случајно нашиот нов пријател, Паскалин е заедно со нас оваа вечер, бидејќи рековме со стариот пријател до нови пријателства. Ќе кажам само уште нешто, дека Паскалин кафето е мешавина од најквалитетните сорти на кафе од различни региони на светот, со добра киселост, постојан контролиран квалитет и се разбира со многу пријатен вкус. Паскалин компани како дел од Сукцес Груп, увозот на суровото кафе го врши директно од земјите производители, што е навистина многу битен момент. И ќе споменам дека Паскалин кафе имаме Паскалин кафе без кофеин, кафе Мера, кона што ја сега го пијам, навистина е мираклиско, еспресо Пасквале, Паскалин капучино, филтер кафе, инстант кафе. Ако сакате да слушнете и да дознаете нешто повеќе за кафето, кој е Паскалин во прашање, тогаш може да го погледнете нивниот сајт, кој што е на pascalin.com.mk. Уште нешто имам за Паскалин, малку подоцна, а сега само да ја пуцам 050-045-81, млада дама, русокоса, на Евросонг победи 2-3 пати, интересни песни и многу ги сака животните, собственичка на Зоотропико. Штерио и Ацо играат овој пат, играат заедно иако се еден против друг всушност. Играта на скалила. Горијан? Значи, го отвараме првото скалило, се разбира, почнува Штерио, го следи Ацо и внимавајте, сконцентрирајте се. Роза. Црвена. Не. Киселина.
Њутон, Понатам. Ада Мацо, Снежана Штерио. Што е заедничко за овие поими? Вилијам Тел, Јаболко. Ацо Јаболко е така, одлично, Јаболко. Се сетивме кај Вилијам Тел, потоа остана њурк и ресен. Јаболкото спаѓа во фамилијата на рози, од него се добива и киселини. Њутон велат ја добил идејата за гравитација кога му паднало јаболкото на глава. Адам и Ева го загризаа јаболкото и беа казнети. Снежана беше отруена од лошата макија со јаболко. Њурк е познат под името нели големо јаболко, а кај нас најубавите јаболки се одгледуваат во ресинскиот крај. Како и да е, ова решение го кажа пред на 6-тиот поим, уште два останаа. Јаболко го кажа Ацо. Исто така Ацо почнува. Повели Ацо. Куба. Фидел Кастро. Не. Штерио. Збогум. Ернест Хемингвеј. Браво, оружје. Збогум оружје беше доволно да се сетиме дека е тоа Хемингвеј, да видиме режија до кај стигнавме Куба, Збогум оружје, снег, Килиманџаро, старец, море, писател. Неголемиот дел од животот овој познат американски писател и нобеловец го помина на Куба, а неговите непознати дела се снеговите на Килиманџаро, Збогум оружје и старецот и морето. Значи Ернест Хемингвеј. Браво за Ацо уште еднаш. Значи дека поените овој пат останаа кај екипа Б, но да видиме што ќе се случи со втората. Подочно третото скалило каде што почува Пера. Повели Пера. Топло. Чоколада. Уф, добро би било. Јас се моментално си сакам кафе, може би утре. Лето. Не. Топло море. Не е лето. Гром. Море. Браво. А не, пардон. Имаме море Бран. како поим. Така е, бран, да. Јас знам дека имаше тука нешто море, ми се виде, меѓутоа Перо го повтори, море го имавме нели како поим. Топлотниот бран е опасна појава како и громот, но затоа постојат громобрани. Радиобрановите може да бидат долги, средни и кратки, а во зависност од ширењето тие ги делиме на трансверзални и лонгитудинални. Значи решението беше бран, а не море, Перо, како што мислевме јас и ти. Одиме понатаму, овој пат момчило сега го даде одговорот и одиме уште еднаш со последната, всушност, последното скалело, оди момче, повели. Бенџамин Франклин. Гром. Како? Гром. Повторно гром, нема гром, не. Курт Кобейн, Перо. Нирвана. Не, Нирвана. Джими Хендрикс, момчило. Китара. Не. Чарли Чаплин, Перо. Што е заедничко за овие познати личности? Да Винчи. Маккартни, Перо. Левак. Браво, така е, леворак. Всушност, Леворак, добро. Пол Маккартни ради во Кораќ и Тони Кукоч. Значи Франклин, Кобейн, Хендрик, Чаплин, Да Винчи, Маккартни, Кораќ и Кукоч. Заедничко за нив било тоа што всушност е тоа што биле левораки. Перо, да не си леворак случајно? Не. Не си. Има ли некој леворак од вас? Обично се вели дека левораките луѓе се многу интелигентни луѓе, доказ за тоа се и овие луѓе што се тука мислам на оваа листа, што не значи дека деснораките не се. Така ли е, Перо? Букни нешто, кажи. Така е. Момци, дали добро, нема трема, помина се до тоа. Заборавивме на се она што се нарекува трема и е нешто што може да ве деконцентрира. Вистинско време сите да земеме малку здив, бидејќи следува играта на асоцијации.
Значи, пред играта на асоциација, нашите натпреварувачи се подготвени и максимално сконцентрирани, што ми е многу драго. Ќе споменам нешто што постојано го споминувам и ве подсетувам, кога станува збор за млечните производи, значи млекото и млечните производи, она што се однесува на јогурт, на кисело млеко, на сирење, кашкавал и нешто слично, вашиот избор секогаш нека биде лактис. Таму каде што прочитате лактис, ќе знаете дека сте се решиле за квалитет, затоа што не продаваат било што и не ви нудат било што, туку тие внимаваат и се грижат за вашето здравје. Доколку во некој од продавниците не може да ги пронајдете, тогаш посетете ги во нивната собствена продавница на улица Сава Ковачевиќ, каде што можете да најдете буквално се што сакате од млекото и млечните производи, а најновото, само уште еднаш да ја подсетам, е она павлака со 12% масленост. Ете така, тоа беше нешто повеќе за лактис, а она што сега следува е играта на асоцијации. Значи, Штерио и Ацо ќе асоцираат. Интересни си. Веруваш дека си интересни, така? Ајде. Значи, почнува Штерио, Pero, па Ацо и Момчило. Да видиме. Може веднаш ли? Како дали може? Веднаш. И ние инсистираме тоа да биде веднаш. Амалгам. Огледало. Не, Дентист. Завар. не. Зап. Пломба. Браво, тоа е точниот одговор. Веднаш се сетивме, одиме, Ацо почнува сега. Полека, Ацо. Ајде, Ацо. Момчило, внимавај. Понатаму. Повторува. Рефрен. Браво, така е. Во песната се повторува рефренот, Ацо и Момчил ви помогна, како и да е повторно, повели, повторно Штерио. Фолија. Понатак. Ајде, Ацо. Цвеќе. Момчило. Не, понатаму. Тегла. Pero. Ајде, од средношколските динови сети се. Не знам. Понатак. Ацо. Свадба. Подарок. Не. Прозирна. Целофан. Браво, така е. Одлично. Свирам како песна Како на целофан. Да, една добра песна со рефрен, значи пломба, рефрен и целофан погоди. Одиме со четвртиот поим. Почнува Ацо мислам. И јас, Ацо, ти, и јас. Ацо и Ацо. Ацо почнува. Ајде. Скалпел. Доктор. Не. Оператор. Хирург. Браво, браво. Внимавајте, момци, до сега сите овие 4 ги земаа Pero и Штерио, почнува сега Штерио повторно. Подморница. Не слушам. Подморница. Наутилус. Не, Ацо. Истрел. Торпедо. Браво. Така е, торпедо и со последниот поим, Ацо повели. Федер. Понатаму. Жица. Тросет. Не, Гинеколог. Понатаму. Момчило. Ајде, Штерио. Спирала. Браво. Додека се мислеше Штерио, Ацо му помогна. Ацо, така е, Ацо му помогна на Pero за спиралата, што е тука е пломба, рефрен, целофан, хирург, торпедо, спирала. Мислам дека 5 погодивте вие, едно вие, значи цели 25 поени за Pero и за Штерио. Овој пат внимавајте, Ацо и Момчило, но ние се наоѓаме
Не сме ни до средина, имаме уште многу поени. Значи, таван ќе го ставиме. Сакате ли да се одморите малку или веднаш сакате да продолжиме? Како сакате? Јас можам, не знам вие. Можеме и ние. Може, нели? Добро, сепак одиме дефинитивно, одиме со еден краток блок на реклами и се враќаме со играта каде што ќе се сместат сите на своето место, односно Штерио со Пера, а Момчило со Ацо, значи играта на пара. Предпоставам дека сега полесно седише, нели? Да. Видиш што фитно си застана еден покрај друг, сега сте посигурни, нели? Добро, сосема оправдано. А уште посигурни ќе бевте доколку имавте можност, како мене, да се напиете од паскалинчето, од вива сокчето, меѓутоа јас ви ветувам дека на крајот. Ни ви дававме на почетокот малку чисто за концентрација. Ако сакате, сакате и сега да ви давам, како сакате. Меѓутоа немојте сега да ги истурите па да направиме белја. Значи да не само поради тоа тие не пијат ништо. Така се посигурни. 050-045-81 работи, значи се јавувате, погодувате која е нашата вечерашна гостинка и се разбира, добивате една од нашите награди, кој ќе има најмногу среќа. Да ве потсетам дека станува збор за пејачка, која што веќе со долги години е присутна на нашата естрада, никогаш не била агресивна, никогаш не се наметнувала, едноставно работела онака како што кажува нејзиниот инстинкт. Досега учествувала на многу фестивали, има добиена награди за Луда главо балканска, значи една така малку феминистичка песна, навистина интересна, и за Буре барут на Еврофест, сега кај да ја треба да излезе испод, и најинтересно што го поседува Зоотропико, каде што може да видите навистина многу интересни екзотични животни, кои што на друго место, барем овде кај нас, нема да ги најдете, значи тоа е нашата вечерашна гостинка. А она што сега сакам да ве потсетам е нешто повеќе за Media Shops, кој што е генерален дистрибутер и узник на Samsung, марка која ви е добро позната по разновидноста на понудата на висококвалитетни апарати. Samsung е трета компанија во светот по продажба на електронска опрема. Ќе потсетам дека Samsung не значи само квалитет, туку и пристапни цени, гаранција и уживање. Од апаратите за домаќинство до висока технологија, единствено и цела Македонија, ќе ги најдете само во Media Shops. Вела дека времето е пари и за него трошите времето во здодевно барање на сето она што ви е потребно, вие дојдете во Media Shops и се ќе се најдете на едно место, затоа што само таму вашиот денар вреди многу повеќе. А овде вашиот поен вреди 30 денари, така да внимавајте, поточно нивните поени. Значи, да ги видиме поените, кога сме веќе кајни, на кој начин стартуваме. 48 за екипа А, наспрема 69 за екипа Б. Значи, први бираат екипа А, следуваат двајцата од екипа Б, кои што ќе бираат помеѓу она што ќе преостане. Драги мои, аеродроми или градови каде што тие се наоѓаат, француски автори и нивни дела или композитори и нивни дела. Е сега, зашто се одлучувате? Композитори Композитори и дела. За композитори и дела. Кој почнува? Јас. Ајде, Штерио. Да ги видиме. Благодарам. Дворжак. Антонин Дворжак. Кој е негово дело? Руселка. Одлично, така е, Руселка. Моцарт. Реквием. Одлично. Уште 3 поени за Реквием. Морис Равел. Болеро. На Равел е Болеро, така е. Верди. Верди.
Значи Джузепе Верди. Палјача. За жал не. Не е негова палјача. Жорж Бизе. Жорж Бизе. Мора да го знаеме. Норма. Не е Норма. Давај. Гершвин. Гершвин. Порги Бес. Така е. Джордж Гершвин. Винченцо Белини. Порги Бес. Манон. Винченцо Белини. Како рековте? Манон. Манон, не. Жил Масне. Манон. Овој пат сте во право, така е. Жил Масне и Манон и Леон Кавало. Леон Кавало. Дон Карлос. Леон Кавало. Не, палјачо беше на Леон Кавало. Кој грешиме Дон Карлос беше на Джузепе Верди, Норма на Винченцо Белини и Кармен на Жорж Бизе. Како и да е колку 15, значи 5, погодите 5 по 3 поени, 15 поени за композиторите и нивните дела. Ацо и Момчил имавте време да се средите, да се договорите, зашто се одлучите? Аеродроми и градови. За аеродроми и градови. Патувате ли многу? Имате ли таква можност? Со воз. Со воз. Со воз, да. Па добро, овие не се станици. Железничка станица, како и да, аеродроми и градови, ја мислам дека има многу заедничко, нели? Да. Ајде да видиме. Луѓето кои што патуваат со воз, многи знаат добро и аеродромите. Нема воз. Орли. Париз. Орли е Париз, така е. Хитроу. Хитроу, Лондон. така е. Плесо. Дубровник. Не. Загреб беше. Шеметиево. Москва. Така е, Шеметиево е Москва. Нарита. Токио. Нарита е, се разбира, Токио. Чилипи. Дубровник. Овој пат си во право, значи не беше Плесо, туку Чилипи. Брник. Ljubljana. Брник е Љубљана. Лагвардија. Нью Йорк. Лагвардија е Њујорк. Тегел. Берлин. И Тегел ни остана во Берлин. Одлично. Значи не погодивме само едно од 3.24. На кој од овие аеродроми сте слетале? На ниеден. Аеродром Петровец. За- Јас Момчило? полетав од Загреб, слетав во Скопје. Е. Еднаш и никогаш повеќе. Зошто, момчило? Страф. Добро си имаш ти Со воз, воз е зошто бил? посигурно. Како? Со воз е посигурно. Што е на Тоа се земја и посигурно. Посигурно. Е реклама. Како? Реклама. Реклама, па нормално, ти кој си прави реклама за својата фирма, што велиш и да паднеш, подалеку од земјата не можеш да паднеш. Да кажеме каде би сакале да слетате. Еве, доколку нема момчило страх. На кој од овие? Нарита. Токио. Исто мислиме момчилото, аж заедно ќе одиме. Ако излезе нешто на Рита, Токио, јас би сакала да видам тоа чудо, затоа што е вистинско чудо, се што прават јапонците е вистинско чудо, како што и се одличните натпреварувачи како екипа А и екипа Б. Оваа вечер, драги мои, одиме со краток блок на реклами, фино ни тргне, мислам дека нема причина тука да застанеме, затоа што ќе одиме со последната игра. Јас повторно кај мојот омилен пункт тука, бидејќи си имам од се по нешто, од добра вода, од лактис, од кафе Паскалин и Вива, односно најдобрите сокови, кои се, значи соковите во прашање, дефинитивно нека биде вашиот избор Вива. Не случајно го велам ова, затоа што ти имаат нешто ново, го рекламиравме, односно го промовиравме минатиот четврток, кажав дека станува збор за нов производ со нов вкус, меѓутоа не само што е вкусот нов, значи вкусот на ананас, туку она што е
многу битно е што сокот од ананас, покрај тоа што е 100%, без конзерванси, без екстракти, без никакви хемикали, значи 100% природен, е многу битен затоа што нема шеќер. Значи доколку сте на диет или едноставно не сакате да внесувате шеќер или не дај Боже сте диабетичар, тогаш вашиот избор, значи дефинитивно мора да биде вива, затоа што нема да пиете сок и плашејќи се дека ќе го покачите шеќерот во крвта. И само да потсетам дека веќе е во продажба и може да си го набавите. Цената е пристапна, мислам дека нема да погрешите. Споменав дека овој вива сок навистина може да ви помогне и во диетата. Доколку сакате малку да ослабите или нешто слично, тогаш пите ги вива соковите и сега ги поздравуваме и нив и се разбира фирмата Vivax која што ги произведува. Претпоставам дека си велите блазеси, цела вечер си пие и кафе, си пие и вива. Мене овде ми ставија бадеми, да грицкам бадеми. Меѓутоа дефинитивно тоа нема да го правам бидејќи не е пристојно. Бадемот ќе стои тука и ово го споменувам затоа што покрај Паскалин капучиното што го споменав пред малку, нели, од нашиот спонзор Паскалин. Интересно е што кој спомена овде топло чоколадо? Перо ли спомена? Перо, бидејќи погоди дека ние овде имаме топло чоколадо, ова е за тебе. На другите нешто друго подоцна. Тоа е значи топло чоколадо Паскалин, имаме капучино Паскалин и многу интересно. Еве, видете, грицки кои што се навистина многу вкусни од она што успеав јас да пробам. Ќе споменам дека освен кафе Паскалин компани има и програма на зрнести производи: кикирики, семки, сончогледи, бадеми, тста, целишници и друго. Сите тие се во комерцијални пакувања со прекрасен дизајн во кој се задржува оригиналност и се разбира долготрајност. Тоа е најбитно, значи од се по нешто има овде, ќе пробаме нешто подоцна. Тоа е она од богатиот асортиман, има уште многу да се зборува, ние овде сме пред се, нели, квиз да играме. Дали сме подготвени за последната игра? Значи, нема бегање, тоа и тоа, последната игра мора да се одигра. Овде се добиваат, се губат поени, но за губење на поени нема да зборуваме, одиме само со добивање на поени. Да ги видиме на кој начин стартуваме, односно кој е бројот на поените. 63 за екипа А и 93 за екипа Б. Многу пати досега се докажало дека апсолутно оваа разлика не е пресудна, затоа што во последната игра се добиваат многу награди. Само што да потсетам, режија 050-4581, уште оваа игра работи за вас. Мислам дека нема да биде проблем да погодите нашата пејачка која што го има Зоотропико со интересни екзотични животни и секако победничка на Еврофест. Ете така, одиме, значи, тоа беше 050-4581, почнуваат Штерио и Перо со среќа. Стоп. Велиме стоп. За колку? 15. Машки, тргнуваме, значи, вели вака: Хобит, Силмарион и култната трилогија Господар на престените, според кој е снимен и големиот филмски хит, се дела на кој автор? На Толкин. Така е, одлично. Џон Роналд Ројел Толкин, доволно беше Толкин за оние 15 поени во оваа последна игра. А ти, момчила? 10 поени. Во моментов многу работа има за секретарот за одбрана на Америка, односно шефот на Пентагон. Кој? Рамсфелд. Така е, Доналд Рамсфелд. Има многу работа, се подготвуваат за војна, на што ќе се случи ќе видиме, се надеваме дека такво нешто нема да се случи. Одиме со Ацо и Момчило. Стоп. На колку поени од овие три фотографии? Ајде 10. Ајде 10. Најпознатиот фестивал на пивото се одржува во Минхен, се вика Октоберфест. Октоберфест, така е. Ато си бил? Во Минхен да, на фестивалот не. На фестивалот не, а во Берлин да. Како ми кажа? Во Минхен. А во Минхен. Во Минхен? Не, јас Берлин го споменав ради аеродромот. Добро, значи Октоберфест беше во Минхен, но не на тој фестивал. Многу ми е криво што не си бил да ни ги пренесеш своите импресии. А вие двајца момци? На 5. 5. Минатата година тој беше церемонијал мајстор на доделувањето на ими наградите. Збора за популарниот ТВ водител. Го видовме сега на фотографијата. Не го знам. Дали вие двајца знаете? Може би станува збор за Конан О'Браен. Конан О'Браен, како и да е, одиме понатаму. Вие велите стоп. 73 наспрема 113. Сега за сега, таква е подобната ситуација. Стоп. Стоп. Еве, 5, 10 и 15. Десет. 10. Пред да се спојат се Тигар и Еуфрат, а потоа
Која река ја прават овие две реки? Една од најголемите. Значи, Шател Раб. така е, Шател Раб, Тигар и Еуфрат, а потоа се Шател Раб. Одиме понатаму, момчило Јацо. 5. 5. Кое ендемско животно живее во постојнска јама во Словенија? Човечка рибка. Така е, човечката рибка, браво. Кај сте 5 поени и воедно продолжуваме со исто темпо 83 наспрема 118. Одиме со стоп на Ацо и момчило и 3 фотографии на 3 познати личности. На колку ќе одиме? 10. На 10. Го гледавте ли изборот на Мис на светот? Треба само да го кажете името на Мис за 2002 година. Тоа е преубавата представничка на Турција. Со презиме Акин, а со име? Ајша. Не ќе да е Ајша. Штерио, дали ќе погодувате вие двајца? Не ризикувате за Аздра. Близо беше Ацо тука. Ајша Аздра. Значи, за жал минус 10, но одиме понатаму. Штерио и Перо бират. 5 поени. На 5. Господин Кременко или? Кој е актер? Джон Гудмен. Така е, Џон Гудмен. Браво. Велиме стоп. Ние. Да. Стоп. Штерио и Перо велат стоп за фотографиите, особено онаа 15-ката многу ви кажува. Да. За? Колку поени? 15. Штерио? Не 15, нека биде. На 15. Само два од сите досега познати хемиски елементи во нормални услови се во течна состојба. Живата е едниот, а вториот хемиски елемент уште во течна состојба? Значи, само два од сите досега познати хемиски елементи во нормални услови се во течна состојба. Помина времето? Радио. Не. Дали вие двајца ќе погодувате? Не ризикувате? Бром? Мислите да го кажете тоа или не? Не. Значи бромот, тоа е точниот одговор. Сега имате вие право, Ацо. За 10. За 10. Беше номиниран за најдобар актер дури 9 пати, а престижниот Оскар го доби 2 пати. Беше сопруг на Кетрин Хепберн. За кој одличен актер станува збор? Спенсер Траси. Спенсер Траси, баш така. Спенсер Траси. Добре, кога имаме проблем кој да каже, кога двајцата знаат, нели? Значи Спенсер Траси беше решението, што значи дека продолжуваме со следниот Джек без спот со други нови интересни прашања и се разбира уште поинтересни одговори. Стоп за. Десетката, видете го. Како се е јасно напишано. Само треба да прочитате што пишува. Се шегувам. Не е тоа прашањето, да не ве збунам. На колку ќе одите? Момчило Јацо. 10, ајде. На 10, значи решивте овие хиероглифи да ги преведете. Со електрокардиограмот или ЕКГ се испитува работата на срцето, а со електроенцефалограмот или ЕЕГ се испитува работата на што, момчило? Или Јацо? Работа на што? На мозокот. Така е, момчило, одлично. На мозокот. ЕЕГ се испитува или електроенцефалограмот. Добро. Значи, Штерио и Перо. 5. На 5. До историскиот успех, третото место на последното светско првенство во фудбал, турската репрезентација донесе селекторот? Јунеш. Така е, Шенол Ѓунеш, 5 поени. На Шенол Ѓунеш. Продолжуваме, Штерио и Перо. Стоп. На колку поени ќе одиме сега? Стоп, велиме режија. Ајде уште еднаш, добро. Еве ги. 10. 10. Пигиот среќна нова 49-та и управникот на затворот од тетовирање е актерот Доверба на Столе Попов, за кој белградски одличен артист се работи. Цветковиќ. Кој? Се прифаќа, добро. Светозар Цветковиќ. Да. Штом жирито вели дека е доволно Цветковиќ, јас велам дека е Светозар Цветковиќ, 10 поени за екипа А. Ацо и момчило. 5.
За 5. Како се вика најпознатиот кавказски пијало кој се добива од козјо млеко со посебни бактерии и малку алкохол? Мислам дека беше кефир. Браво, така се вика. Беше и се уште да не си пробал. Не. Кефир. Момчило? Не. Дали има пробано некој кефир овде? Баш сакав да знам каков е вкусот. Ако не, се надам дека некој кој што знае ќе го направи, ќе ме викне да пробам. Значи, што е тоа кавказски пилок, се добива од козјо млеко со посебни бактерии и со малку алкохол. Не ова вечер пиеме Вива сокови, ќе реков Вива кафи, Паскалин сокови, обратно е. Паскалин кафи, Вива сокови. Стоп за овие три фотографии. За 5, 10 и 15 поени да се зголеми салдото на од 88 или од 133. Ако е вамбава, једи сум. Момци. 10. 10. Како се вика единицата мерка за јачина на светлината во меѓународниот систем на единици? Лукс. Вие двајца дали ќе погодувате? Не ризикувате, станува збор за кандела. Така? Ацо? Да. Добро. Одиме со Штерио и со Перо. 5. Пленеше со својата убавина и грациозност. Таа е сигурно најпознатата и најдобрата надпреварувачка во уметничко лизгање. Збор е за германката Катерина Вит. Катерина Вит. Токму така, одлично. Катерина Вит. Ви носи 93 поени наспрема 123. Рековме, уште ништо не се знае. Имаме уште два последни, значи Джек без пота со уште по 2 прашања за двете екипи. На колку поени? 5 на 5. На 5. Деновиве почина еден од тројцата браќа Гип, членовите на популарната група Bee Gees. Збор е за 53 годишниот, Морис. така е, Морис Гип. 5 поени. Момчило и Ацо. 10. 10. Најдобрата екипа оваа сезона во НБА, Далас Маверикс, ја зголеми својата европска колонија на играчи со еден од најдобрите кошаркари кој настапува во Европа. Французинот, Антуан Ригодо. така е, Антуан Ригодо, ви ги носи новите поени за 133 и воедно го играме последниот Джек без пот. Повеќе нема. Стоп. Што ќе се смени на бодовното салдо ќе видиме после минута 2. 15. Карзај. 15. Овие ликови. За колку? 15. За 15. За најшик маж на 2002 година модните креатори, замислете, го прогласија афганистанскиот лидер. Мохамед Карзај. Така е, Хамид Мохамед Карзаи. Браво. Браво. И Штерио и Перо. Да видиме дали ќе го зголемиве салдото и парите на тој начин, или? Не ќе ги намалиме. Не дај Боже. Јас реков да ги зголемиме. Колку? Не. Ги препознавате ли овие? 5. Нагааш. 5 поени. Нему му е доверена улогата да ја води Европската комисија. Кому? Романо Проди. Одлично, браво. Романо Проди. Тоа е тоа. Колку поени? 103 наспрема 148. Штерио и Перо, значи го зголемивте салдото. Одлични бевте. Ацо и Момчило сосема заслужено. Првиот аплауз ќе оди на адреса на екипа, затоа што досега никој не изгубил со 103 поени. Така? Значи, како да не се изгубиле? До сега обично се победувало со 103 поени. Сатисфакција е сепак. Е Можеме да сатисфакција. им честитаме вака. Да, секако дека може да им честитате. Додека тие си честитаат, јас уште еднаш да потсетам дека 050-40 ќе работи само уште малку, да го кажете името на младата дама која што со години веќе е на нашата естрада, која што собира награди на фестивалите, која што ги сака многу животните. Толку, нели ве потсетував цело време за кого станува збор. Ова чоколадото, што ќе му правиме? Ќе го пиеме одма. Ќе го пиеме или ќе го пиеш? Да се договориме у старт. Добро, Перо и Штерио. Реков, навистина, мал куриозитет е тоа што изгубивте со, значи, многу поени. Задоволни од она што го покажавте. Можеше и подобро, стално може и подобро. Секогаш. Меѓутоа, да. Да се надеваме на следен пат. Така, воопшто не забележувам разочарување на вашето лице, тоа ми е многу драго, бидејќи обично се разочарани, меѓутоа тоа кај вас го нема. Штерио? Чисто онака за забава да си ги одбериме силите, проверка на собствените знаења. Мислам Така. дека тоа беше Така, од сега ќе целта можете на
така? На вашето пријавување овде. Јасно. Значи од сега вашата проверка на знаење ќе ја правите од дома, покрај малите екрани или можеби тука, ево, публика. Секогаш е полесно покрај малите екрани. Знам, без овие рефлектори и овие камери тука и без мене во кадар. Полесно е, нели? Не, па во кадар секогаш ти имам. Во секој случај мене ми има во кадар. Што ви прво беше драго што ве запознав и што направивте да биде ова интересна вечер. И се видиме во некоја друга прилика, а Ацо и Момчило, да ќе кажат петниците во одбрана. Па добро, сепак имавме достојни противници во секој случај. Реков. Кажавме ние порано и пред ова дојдовме да се надигруваме и се надигрувавме. Може би одлучи и среќата. Ти со малку искуство, Малку лесно ти искуство, разборуваш. да. И каде Да. име сега Момчило што ќе каже? Па добро, јас исто така како и Јацо им благодарам за на некој начин искрени беа, да, искрени на екипата. беа. Пред да влеземе овде имавме така малку време и за разговор, се договоривме дека ќе се забавуваме и ништо повеќе. Така. Кој ќе победи Така. и така мислам. Така. Сепак ова е еден вид забава, што речеш Терио, да си ги провериме сопствените знаења, оние што ги имаме и така. Мислам без некои посебни подготовки Така. и така. Тоа е. Момчило си е прочитал ти книгата Страф од летање од Ерика Јонг. Да ја прочиташ. Добро, малку на твоја сметка се шегувам. Навистина ли се плашиш од авиони? Не, далеко од тоа. Тогаш бев на служување на војниот рок во Загреб и најбрзо што можев да дојдам, а морав да дојдам. Така. Причината ќе ја оставиме нели Што девојка некоја, што може толку да биде хитно, Па, така ли е зашто би дошло Момчило? иначе? Зашто толку? Ето Аде така. бре, за овој швалерот. Не швалер, љубовникот, Да. така? Љубовник. така Дали таа девојка денес ви е сопруга Момчило? Не. Добро. Добро. Дел од животот што Така, тоа си бил уште млад, што Да, ти било во да, војско, да, 18-19 војник. години колку Да. си имал. Добро, Момчило, значи не стана збор за некој Не, страф не, од не. летања. Како и да е, Момчило и Ацо, вие останувате, имате страф од доверба или немате, играте на Не, доверба? Нема не, зашто да ја имате, уопште. нели? Значи, Момчило и Ацо остануваат, Перо и Стерео ќе ги спратиме, достојно како што им доликува. А вас ќе ве замолиме да останете уште малку со нас, бидејќи сега ќе следува нели наш разговор со нашата специјална гостинка вечерва. Ќе видиме колку се точни вашите одговори, значи за некоја минута и ќе одиграме последната игра или играта на доверба која што ќе играат Момчило и Ацо. Ама ајде да се одмориме најнапред. И веќе сме некаде при крајот на нашиот квиз, што значи дека конечно ќе одиграме и последната игра. Победниците веќе ги знаеме, добро знаете дека Ацо и неговиот колега Момчило победија овој пат, меѓутоа сега е работата што ќе се случува со парите. Значи дали ќе се изгуби нешто или ќе се удвои, ќе видиме, односно зависи од нив. Публиката е тука, нели? Ќе ги бодрите, ќе им аплаудирате и се разбира дека се надеваме дека оние поени нема да изостанат. Драго моје жири, тешки ли се? Ама искрено. Не многу, да, што вели Петар. Не, овакви дипломатски одговори. Према знаењето на надпреварувачи. Мислите дека Ќе видиме. дека би требало. Добро, значи се одлучите Ацо да одговара. Еве, 1, 2 или 3. Значи, по средина. Како си, Ацо? Одлично. Така некако опуштено, нели? Супер, нели? И треба да ти кажам, бидејќи имаш едно многу интересно прашање. Си огледал филмот Роки? Дали си огледал? Да? Може да се сретиш. Силвестер Сталоне во филмот Роки го носеше тоа име, а се презиваше како? Внимавај сега. Момчило, треба да кажеш стоп. Стоп. Роки Балбоа. Браво! Одлично! Така е. Роки Балбоа. Одлично. Браво, Ацо. И не ти требаше многу. Не случайно те прашав, нели дали сте огледал тој филм. Еве јас лично да, за Роки знам ли Балбоа апсолутно на крај памет. Италијанскиот паспорт. Да, баш така. Ако те прашав жена му како се викаш, ќе ти текнеш. Момчело вели да. Во филмот, да. Ацо. Не можам да се Ма согласам, не ја мора, знам. нема потреба, наистина нема потреба. Сега исклучен, да. Битно е дека не изгубивме, туку добивме плюс поени. Драга моја
комисио. 3800 денари, еве не е битно колку поени, 3800 денари, кај сте публико, за почеток, момчило, супере. Значи, момчило Јацо, во вистинска смисла на зборот победници оваа вечер, ја погоди дури играте на доверба, добија пари и се надевам дека ќе бидете со нас во најскоро време кога ќе треба, нели, кога ќе следат оние квалификации. Значи, Ацо и момчило, уште еднаш ви благодарам. Да направи се да биде интересно, се гледаме веќе во најскоро време. Оно што сакам да кажам на самиот крај е да им се заблагодарам и на луѓето кои што се секогаш со овој квиз и секогаш со вашиот водител. Значи Сергеј и екипата која што работи со него во студиото Сергеј, потоа луѓето кои што имаат секогаш поинаква мода, Алтра мода се наоѓаат во трговскиот центар, Буњаковиц на први кат и во приземјето на градскиот трговски центар, потоа кога станува збор за накитот, оние ситници детали кои што жената ја прават многу оригинална, интересна и единствена, се наоѓаат во продавниците на Луизир, кои што се ги има на Максим Горки кај Стара Грација и во близина на Алтра мода на приземјето во градскиот трговски центар и секако да не ги заборавам и Pleasure салонот за убавина кој што се уште има 15% попусти, кој што секогаш нели ви нуди најдобра забава, поточно забава за вашето тело. Значи педикир, маникир, солариум, турбосолариум, исто така надгрба на ногти, масажа и се што оди за еден салон на убавина. Им благодарам на сите нив, а најмногу на нашите гледачи, на оние кои што оваа вечер слават, ќе слават и утре вечер. Довидување до наредниот четврток. Благодарам.